Ќе се гуши ли Скопје со загаден воздух и во иднина на сметка на градежниот бизнис? Големиот број капитални инвестиции низ годините покажува дека градежништвото е главен двигател на економијата. Статистика измери дека лани во Скопско биле издадени 1040 одобренија за градба. Законот за урбано зеленило е јасен. 20% зеленило на секоја градежна парцела и 25 метри квадратни по жител во урбаните средини. Од Дом и Зелениот институт прашуваат на кој начин се спроведува законот. Како да се обезбеди низ која правна процедура ревизија на ДУП-овите, особено во градот Скопје, во општините на градот Скопје, бидејќи сме сведоци дека минатите години општините во градот Скопје доживеа навистина една експанзија од градење и тоа водеше кон дехуманизација на просторот и еден неквалитетен живот на самите граѓани во општините. На социјалните мрежи се појави снимка од сеча на дрвја поради изградба на станбени објекти на приватно земјиште во населбата Аеродром. Тоа повторно го отвара прашањето ги заштити ли некои градските зелени површини кои трпат на сметка на градежните активности. Скопскиот градоначалник Шилегов побара законски измени во врска со прашањето за приватните градежни парцели. Градот Скопје веќе има побарано измена на законската регулатива која што се однесува на зеленилото, која што се наоѓа во приватните парцели, како што е во конкретниот случај. До нас во дадената ситуација е доставено барање за отстранување на тие дрва заедно со градежна дозвола. Ако вие дома имате двор, имате куќа и таа куќа сакате да ја проширите, треба да побарате дозвола од градот да го отстраните тоа дрво. Шилегов истакна дека бараат измена на правилникот за градба, бидејќи градот нема ингеренција во издавањето дозволи за градење, а ДУП-овите се натовар на градоначалниците. Градоначалникот Шилегов на почетокот на својот мандат даде збор дека клучни приоритети ќе бидат животната средина и екологијата, бидејќи на Скопје му се потребни повеќе паркови и зеленила. Минатиот месец јавноста ја брануваше планираната сеча на шума на Водно, каде што баѓари го израмнуваат теренот поради изградба на гасовод од Скопје до Гостивар. Инвеститорот образложи дека одлуката за трасирање на гасоводот по сртот на Водно е само затоа што таа опција е најевтино решение. По бројни иницијативи на граѓански здруженија стопирани беа градежните активности, а за изградба на гасоводот ќе одлучуваат и граѓаните на референдум. Во 2015 година, поради градежни активности и пробивање на патот кон новата населба Сончев град, која се уште се гради, заштитена шумска зона беше оштетена и беа исечени дрвја на површина од 5600 метри квадратни. Патот со месеци стои изграден, но не се користи. По него минуваат само велосипедисти, кои ги прескокнуваат поставените барикади.